Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Намален бројот на ново заразени лица со COVID-19 во Полошко. Состојбата со речните корита во Тетовско по поројните дождови е стабилна, најавени врнежи за утре. Се пропуштаат возилата на гостиварски комуналец, активистите нема да одстапат од барањата. Од направени 1507 тестирања во последниве 24 часа во земјава, регистрирани се 88 нови случаи на COVID-19. Денеска бројките со ново заразени пациенти во Полошко, за разлика од изминативе денови, се намалени. Во Гостиварско се евидентирани 4, а во Тетовско 2 позитивни на вирусот. Продолжува трендот на намалување на бројот на заразени пациенти со коронавирус во Тетовскиот регион. Во последниве 24 часа заразени се само 2 со COVID-19. Од друга страна, бројот на оздравени лица е во порас, со што од минатата недела до денес бројката на активни случаи е значително намалена од 276 на 214 лица. Од секторот за внатрешни работи Тетово не информираат дека во Тетово и околните општини вкупниот број на лица кои се наоѓаат во изолација со одлука и самоизолација е 378. Инаку ние од кризниот штаб од општина Тетово посебно апелираме до младите луѓе да не се собираат во поголеми групи и да ги почитуваат мерките за физичко растојание, да носат заштитни маски и да внимаваат на личната хигиена. Исто така деловните субјекти, стопанствениците строго да ги почитуваат протоколите и заштитните мерки, бидејќи за да се избориме против оваа пандемија, мора сепак да ја докажеме нашата решеност и високото ниво на општествена и граѓанска одговорност. Од почетокот на пандемијата на COVID-19 до денес во Тетово и 5 околни општини, вкупниот број на диагностицирани со COVID-19 1063. Од овој број досега оздравеле 769 лица, а 80 починале, со што бројот на активни случаи во Тетово и 5 околни општини изнесува 214. Комуналниот смет од Гостиварската општина повторно се носи во Русино по 3-дневната блокада. До исполнување на сите барања, односно конечна дислокација и изградба на нова депонија со стандарди, членовите на граѓанската иницијатива Стоп Русино чист воздух за Гостивар остануваат на рампата во 24-часовно дежурство. По 3-дневна блокада од синоќа комуналниот смет од општина Гостивар повторно се носи на депонијата Русино. Од граѓанската иницијатива Стоп Русино чист воздух за Гостивар велат дека е постигнат договор откако локалната самоуправа исполнила едно од барањата, односно да испрати барање до владата и Министерството за животна средина, за да се преземат мерки за изнаоѓање конечно решение за депонијата. Гостиварското комунално предпријатие деновиве ѓубрето од контејнерите го складираше во една од халите кои ги користи како магазин. Инаку забраната продолжува да важи за возилата на комуналните предпријатија од другите општини. Ги пуштаме само камионите на Гостивар. Планираме во рокот овие 10 дена да се исполнат нашите други барања, поставување на камери е во тек, затрупување на ѓубриштето е во тек и гаснење. Така да, сега само чекаме да видиме како оди процесот. Еве денес врне, па може би малку ќе биде успорено. Треба да имаме и према тие работи обзир. Но во текот на овие 10 дена очекуваме се да биде средено. Од граѓанската иницијатива велат дека блокадите на возилата кои депонираат смет на Русино ќе продолжат до 12 август. Очекуваат да бидат исполнети нивните барања, односно дислокација на депонијата и изградба на нова по стандарди. Нестабилно време во Полошко и цела Македонија во следните денови. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека во Полошко ќе наврнати до 30 литри вода, а се предупредува и на ризик од излевање на помалите реки. Нестабилно време и обилни врнежи од дожд. Вакво ќе биде времето во Полошко, но и во целата држава во следните денови. Од Управата за хидрометеоролошки работи велат дека се работи за циклонска активност, која ќе доведе до поројни дождови и грмежи. Заради големите количини на врнежи се предупредува и на ризикот од излевање на помалите реки во земјава. И понатаму во попладневните часови ќе биде повремено нестабилно и во Полошкиот регион со повремени грмежи и врнежи, а во вечерните часови ќе има неколку часовни периоди на прекин на врнежите. Во текот на утрешниот ден
ќе имаме повторно врнежливо време, уште од предпадне со повремен дожд, а од падневните часови со повремено пороен дожд, проследен повторно со грмежи и засилување на ветерот. И денес и утре, па и во Полошкиот регион очекуваме количество на воден талок и од 30 литри на квадратен метар. Од задутре временските услови ќе бидат постабилни, со променливо облачно време и повремени врнежи само во попладневните часови. Од УХМР информираа дека температурите во Полошко до утре ќе се движат до 26 степен. Состојбата со речните корита во Тетовско по поројните дождови е стабилна, велат од општина Тетово. Нивни екипи се на терен и ја контролираат состојбата со нивото на реките. За сега речните корита се стабилни. Нема големо покачување на нивото на водата, велат од општина Тетово. Состојбата со речните корита во општина Тетово во моментов е стабилна и направена е контрола на сите, посебно на оние кои во поплавите во 2005 година се покажаа како критични точки. Општинските власти истакнаа дека екипите се на терен и ја контролираат состојбата, која како што велат и покрај поројните дождови таа е стабилна, затоа што неодамна сите речни корита били исчистени. Инаку во текот на пролетните месеци во координација со секторот за комунални дејности и со територијалната противпожарна единица од Тетово беа исчистени сите речни корита, вклучително и речното корито на реките Порој и реката во Речица. Со оглед на временската прогноза во очекување на пообилни врнежи од дожд во текот на овие неколку дена, екипите се на терен постојано, вршат надгледување на состојбата на водотеците во општината и доколку е потребна интервенција на некои места, веднаш се интервенира. Со тоа што се надеваме дека во текот на овие неколку дена нема да имаме потреба од поголеми интервенции и поплави. На почетокот од лето во реката во Доброште се излија после силните врнежи од дожд, предизвикувајќи штети во домовите на селаните, но сега таму состојбата е стабилна. Протести против зголемувањето на цената на струјата се најавени за утре во неколку градови. Истите ќе започнат во 19 часот, а иницијативните одбори имаат неколку барања. Најавата за поскапување на електричната енергија за 7,4% предизвика низа реакции. На социјалните мрежи за утре се најавени протести во Тетово, Гостивар, Куманово, Дебар и Чаир. Аријани Џафери од иницијативниот одбор во Тетово вели дека протестите се закажани во исто време, односно во 19 часот и со исти барања во сите градови. За утре е најавен протест, значи у четврток у 19 часот навечер на плоштадот Илирија во Тетово. Значи протестот е со цел да се противставиме на одлуката на регулаторна за зголемување на цената на електрична енергија. Значи ќе бараме да се врати тоа на место или да се намалува цената пак на електричната енергија, особено во време на пандемијата. Исто така, значи, протестот е со цел да реагираме против или на монополот на услугите на компанијата ЕВН и нивното неправилно, некоректно однесување кон потрошувачите. Ќе бараме да се укине регулаторна, пошто регулаторна е цело што им служи само на интересите на деловните групи, на компаниите кои продават енергенски. И четврто е, ќе бараме, значи, да се формира некакво независно тело, арбитрарно тело во служба на граѓаните, за да се проверат многу се попаки квалитетот на услугите, на енергетските услуги и така натака. Од иницијативниот одбор велат дека сите учесници на најавениот протест треба да ги почитуваат препораките и мерките за заштита од ширење на заразата со COVID-19, односно носење маски и почитување физичко растојание. 3 физички напади и сообраќај на несреќа евидентира полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. 18-годишник од Тетово во паркот во близина на автобуската станица бил нападнат од едно лице, со кое претходно се расправал, а потоа физички се пресметувал со него и неговиот пријател. Повредениот бил пренесен во клиничката болница Тетово за укажување на лекарска помош. Полициски службеници на СВР Тетово веднаш го лишиле од слобода напаѓачот кој користел нож. Тој по насоки на јавен обвинител е задржан во полициската станица Тетово за понатамошна постапка. Увид на лице место извршила
екипа од СВР Тетово. По документирање на случајот ке следува соодветен поднесок. Во полициското одделение Јегуновце, 24-годишник од село Слатино пријавил дека околу 17 часот и 5 минути, додека со неговото патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки се движел по регионалниот пат село Радуше Јегуновце, во кое како сопатник била неговата вереница од село Пршовце. Поради сообраќајно недоразбирање, настанала вербална расправија со лице кој управувало патничко возило Seat Leone со скопски регистарски ознаки, а набрзо пристигнало уште едно патничко возило Golf 6 со германски национални ознаки, управувано од непознато лице кое физички го нападнало и се обидело да ја нападне неговата вереница, но било спречено. Според пријавеното, напаѓачот супатил до своето возило да земе оружје, но бил попречен од возачот на возилото Seat Leone. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Синоќа во полициската станица Тетово 31 годишник од Тетово пријавил дека околу 20 часот и 10 минути на улица Љуба Божиновски пиш бил физички нападнат од 3 непознати лица поради недоразбирање околу паркинг простор. Се преземаат сите мерки за целосно расчистување на случајот. На регионалниот пат Тетово Волковија кај место викано Барник, влекач дав со скопски регистарски ознаки со полуприколка, управуван од 58 годишник од Скопје, удрил во велосипед, управуван од 39 годишник од Гостивар. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил велосипедистот. Тој е пренесен во клиничкиот центар Тетово за укажување на лекарска помош. Во текот на изминатово деноноќе според статистиката на СВР Тетово, за наносење заштитни маски на вкупно 45 лица, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 119 лица, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а извршени им биле контроли на вкупно 698 лица со вакви решенија и не биле констатирани неправилности околу почитувањето на решенијата. После пауза од речиси 5 месеци вечерва продолжуваат надпреварите од европските фудбалски купови. После пауза од речиси 5 месеци вечерва продолжуваат надпреварите од фудбалската лига на Европа. Ќе се одиграат 4 надпревари од 8 на финалето, од кои 3 се реванши. Интер и Гетафе поради пандемијата на COVID-19 не го одигра ниту првиот надпревар. Затоа УЕФА одлучи двете екипи да одиграат само еден надпревар на неутрален терен во Германија, кој ќе одлучи која екипа ќе се пласира во четвртфиналето. На останатите надпревари најинтересно се очекува да биде на дуелот помеѓу Копенхаген и Истанбул Башакшехир, со оглед на тоа дека турците имаат предност од 1:0 од првиот надпревар. Шахтјор Донец на домашен терен ќе ја брани предноста од 2:1 после гостинската победа над Волсбург, додека надпреварот помеѓу Манчестер Юнајтед и Лас Клинц ќе има само формален карактер бидејќи англиската екипа има предност од 5:0 од првиот надпревар. Осми на финалето на Лигата на Европа ќе биде комплетирано утре, а завршницата на најдобрите 8 екипи е предвидено да се одигра во Германија од 10 до 21 август. Моќна експлозија го потресе синоќа пристаништето во Бејрут. Гувернерот на Бејрут рече дека половина од зградите во градот се оштетени, а болниците се преполни поради големиот број повредени. Според Министерството за здравство, повеќе од 4000 лица се повредени, а над 100 починале. Експлозијата е предизвикана од несоодветно складирање на 2750 тони амониум нитрат во пристаништето. Либанската влада прогласи 3-дневна жалост за жртвите од трагедијата. Делот од градот каде што се случи експлозијата е уништен, а голем број згради сериозно се оштетени. Експлозијата била еднаква на земјотрес со јачина од 3,5 степени, според германскиот геонаучен центар, а се слушнала и се чувствувала до Кипар, на повеќе од 200 километри преку Медитеранот. Ниту еден македонски државјанин кој се наоѓа во Либан досега не побарал помош по вчерашната експлозија во главниот град Бејрут, соопшти од Министерството за надворешни работи.
неопходни. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!